Здраво, здраво. Вие сте на каналот на Пандамониум Радио. Јас сум Дарко Ари Скреч. Ова е мојот човек Трајче aka Activity. Добре дојдовте на нашето четврто видео од новиот серијал YouTube видеа кои ги објавуваме на нашиот канал. Ни е мило дека ви се свија првите видеа кои ги објавивме. Фидбекот е многу добар. Ја бар сум многу среќен. Рече мислам дека онака ми исполнува тоа и ми дава само уште поголема желба за работа. Апсолутно се слагам. Ја нешто неочекувано бидејќи прв пат вакво нешто правиме и фидбекот и одзивот што го добивме од луѓе многу ми беше интересен бидејќи нешто е невидено за нас, барем го немаме почувствувано тоа, барем не толку долго време бидејќи прекинавме, правевме пауза 3 месеци. Назад сме тераме и само тоа поише сила ни дава за понатака. Кој доаѓа прв пат на нашиот канал, имаме објавено 3 видеа последниве неколку недели. Во нив збориме за овој нов формат, збориме за албумот на Kanye West насловен Donda и даваме ревју исто така на Certified Lover Boy од Drake. Обавезно погледнете ги тие видеа ако ги немате гледано, ќе има линкови во description. Исто така може да гледате некои од постарите материјали кои ги имаме стајано во текот на претходната година, Пандамониум радио шоу сезона 1, има хайлайти, има фул подкасти, така да посетете ги тие ствари. Денеска збориме за летото, музичкото лето на Activity, односно трите најслушани и најдобри албуми според него летово. Трече, спремен си да ги образложиш твоите омилени 3 албуми Апсолутно. летово? Ќе збориме за многу поише албуми него ли единствените 3 кои што мене ми влегоа као топ 3, бидејќи кој што реков и во претходните видеа, Donda и CLB иако се најозборувани, иако онака се тоа што очекувавме од цела година за 2021, сепак се појавија некои артисти со за мене барем подобри албуми кои што јас долго ги очекував. И еве. Ајде, кои се тие 3 албуми? Off the Top, без никаков ред, Call Me If You Get Lost, Tyler the Creator, феноменален албум, многу ми изненади од тоа нешто што не го очекував дека Тайлер ќе го направи, онака he reinvented himself на некој начин. Isaiah Rashad, The House Is Burning, долго очекуван албум, 2016 година беше последен пат кога го слушнавме Isaiah и онака ова го чувствувам како камбек албум. И третиот албум за летово е The Melodic Blue, Baby Kim, исто така долго очекуван албум, бидејќи Baby Kim се појави некако од нигде никаде на сцената, имаше многу големи озборувања, бидејќи е братучет на Кендрик и од тука се појавија некои две страни, две струјења кај Baby Kim, се подели фан базата, дали е вистински, дали е тоа кој што го прави или не. И мислам дека овде со овој албум се покажа, ама да не должиме многу. Идеме албум по албум и ќе збориме. Има и други албуми кои што треба да се спомнат, кои што се одлични, кои што беа одлични, квалитетни и треба да се спомнат во барем кај мене и во мојата листа за топ албуми во 2021, посебно за летото. Морам да даме на забелешка пред да почнеме да влагаме подлабоко секој албум посебно. Овие 3 албуми и артистите од кои се направени со некој олицетворение на, бар во моите очи, на твојот стил на хип-хоп кој го слушаш, кој е малку онака поалтернативен, попрогресивен. Ова се 3 артисти кои се добро познати на сцената, но не се топ тир артисти, не се најпродавани артисти. И мислам дека оваа твоја селекција баш добро го пишува твојот стил и мило ми е дека си као човек тука за да може да ја третираме таа музика на Пандамониум радио, бидејќи јас слушам тотално поразлична музика од тоа. Апсолутно, и затоа и се надополнувам на многу добар начин, брат. Искрено, еве, конкретно коментарот дека не е најпродаван, би го издвоил само Тайлер од целата екипа, бидејќи Тайлер е стварно успешен и продава големи бројки и ме радува дека е тоа така, но апсолутно се слагам дека малце се поалтернативни и онака имаат малце поинаква фан база, поинакви луѓе ги слушаат, но нормално секој си има свое право да слуша што сака, не дека мора да генерализираме, но да, апсолутно се слагам дека овие па конкретно и следните други кои што ги имаме, но 5 имам да набројам и мислам дека тие уште подлабоко влегуваат од тоа што слушав 2021. Рече да почнеме, може? Идеме. Кажи ни што мислиш за новиот албум на Tyler the Creator. Вака, има многу работи што треба да се кажат за Call Me If You Get Lost. Прво е дека е нешто сосема неочекувано, тоа го напоменав и преска, дека албум ко албум, после Игор посебно, еден вид на албум кој што стварно никој не го очекуваше од Тайлер, каде што надлабоко влезе во поп музика. Овде е сосема поинако, чувството е поинако и некако целокупниот вајб на албумот е многу поразличен него ли било што има извадено. Но на крајот на денот пак го сметам за една агрегација на сите претходни Тайлер албуми во едно, бидејќи имаш многу рап елементи, имаш многу поп елементи, имаш многу продукција каде што тој во целост ја прави конструкција на песни така да има голем дел на елементи кои што стварно се онака full embodiment на Тайлер Кварти. Еве ќе почнеме од првата работа, дека целиот албум во формат кој што е заборавен форматот, тоа е микс за многу луѓе што не знаат. Овде хост е DJ Драма и за по старите луѓе
постарите би рекол, помладите кои што пораснале во тоа време, Lil Wayne, Gangsta Grills. Апсолутно, Gangsta Grills микстейпот, Фарел, така да и многу е нормално кога знаеш дека Lil Wayne е голема инспирација за Тайлер, и Тайлер тоа сам го има кажано, и дека Фарел е исто толкава инспирација за Тайлер ко продуцент и ко артист. Мислам дека е сосема нормално за на крајот на денот овде цел албум да биде хостен од DJ Drama. И Philly Native, значи врската е impeccable, енергијата е на највисоко ниво, и стварно добиваш нешто за кое што имаш заборавено. Значи микстейп формат го имаш него, и не дека е тоа, значи DJ K-Slay, сите тие претходни DJ си го имале својот удел, но некако DJ Drama, све тоа што има направено посебно за југот е неприкосновано. И за нашата генерација кога ние почнуваме да слушаме музика, Апсолутно. За кој не знае, нека ги провери онака микстейповите на Lil Wayne, микстейпот на Фарел, ќе свати за што збориме и од кај потекнува сета таа енергија. Не, коусайнот на DJ Drama на било кој артист кога направеше микстейп хостиран од DJ Drama беше дека достигнал некој ниво и самиот микстейп стигнуваше многу поширок опсек отколку тој артист претходно. Така да Апсолутно. печатот на DJ Drama е огромен, посебно во минатото, али и добар момент е што ги има Тайлер стајано. Дефинитивно. И од друга страна, тоа е предвестник беше целиот тој момент кај што Тайлер збореше одма откако го извади Игор дека му станало досадно да креира таква музика и сакал да се врати во рапот. И Call Me If You Get Lost е буквално тоа, онака на моменти е страшно извонреден рап со многу добра бит селекција. Lil Wayne онака буквално влага и блеска на албумот со еден врс кој што е феноменален. Има многу моменти, го вади најдоброто од сите артисти. Знам зошто е тоа така, но некако буквално ја зема таа позиција на диригент и плюс во напомогнат од DJ Drama, прави стварно еден многу енергичен албум кој што си бара енергија и си бара од тебе ти да се внесеш во него за да го сватиш. Затоа мислам дека е еден од најдобрите изданија што воопшто го има. И ако искрен, ова можеби е hot take, ама мене искрено поише ми се свиѓа него ли Игор. Стварно знам дека го нема истиот тој импакт, но за човек кој што слуша цел живот хип-хоп, за мене искрено има многу поголем импакт него ли Игор што имаше. Можеби не е толку важен за неговата кариера, но за мене искрено ко фан е многу побитен него ли Игор ко албум, и затоа според мене онака во топ 3 албуми не би го ставил на дали 1, 2 или 3, но би рекол дека е во топ 3 албуми од цело лето и се надевам и цела година. Не верувам дека ќе искочи уште некој албум што ќе го надмине него, како и да. Ја ќе бидам искрен, кога се појави хајпот беше голем, релативно голем, не беше преголем, и се реков ајде да преслушам, али као човек што воопшто не е фан на Тайлер, пробав еднаш, втор пат, трет пат и као бев тоа не е за мене. Као и со сите други албуми на Тайлер the Creator сум бил као не е ова за мене, боле да не го слушам. Ќе видам трајче што ќе каже, ќе видам другите луѓе што ќе кажат. Тие некои синглови што видов дека се најголеми хитови ги преслушав, али искрено за мене лично не ми остави скоро никаков печат. И мене тоа ми е интересниот дел, дека целиот албум, значи кроз целото неговото има траки кои што се прекратки, имаш траки кои што се маратонски. Буквално имаш траки кои што завршуваат испод 2 минути и поголемиот дел се такви, и имаш траки кои што се 8 минути и кои што се 10 минути. Така да во сите тие инстанции, као во сите тие сцени некако ќе ги наречам, има моменти кај што има страшни бит свичови, има некои чудни моменти, се дерат, значи интересен склоп на работи кои што стварно го опишува Тайлер ко артист. И овде се само е потекнат од неговите соработници. И затоа на пример доколку луѓе уште го немаат преслушано, би сакал онака да Run It Up со Tizo Touchdown, кој што е феноменален артист, What's Your Name и еве да кажеме песната со Lil Wayne, Hot Wind Blows Over. Така да мислам дека еден стварно и заслужува да биде еден од најдобрите албуми, и се надевам дека ете и на крајот на година ќе ми се најде на мојата листа, бидејќи не верувам дека ќе се случи некој албум да биде боле од него. Добро, фала ти за одличното објаснување за албумот на Tyler the Creator. Да збориме малку за Isaiah Rashad и неговиот албум The House is Burning. Го спомна Isaiah Rashad на неколку пати кога водевме радио шоу, го очекуваше неговиот камбек. Ја раскаже неговата ќе речам трагична приказна од последниве години, како од проспект за добра кариера се заглавува во длабокото со дроги, со такви работи, но сега повторно се враќа, така да мило ми дека конечно излезе албумот. Искрено ми е мило дека слушам позитивни коментари од светот на хип-хопот. Пред да почнеш само ја кажам дека денес го слушав спремајќи се за ова видео.
Overall ми се допаѓа звукот, окей ми е, не е баш мој стил, но има песни кои би ги издвоил така да речеме ми е многу послушлив од тој на Тайлер. Апсолутно, и сваќам зошто ти е, бидејќи стварно има некои песни кои што можам да сватам зошто и бите се свиѓали и тебе. Не дека е нешто толку карактеристично за ти да не можеш да го слушаш, ама знаеме каков ти е и тебе стил, ти го знаеш мојот и знам дека кога ќе го кажам тоа го мислам дека стварно онака има неколку песни што можат и да влезат дури и кај тебе во сарато. И се надевам дека ќе се случи тоа на некој сет или на некоја трак листа. Инаку да брат, The House is Burning е третиот албум на Isaiah Rashad кој што е долго очекуван, значи последниот оферинг беше The Sun's Tirade од 2016 и долго очекуван, не знаевме што се случува, неколку пати пушнат, имаше неколку верзии, не знаевме што се случува со Isaiah и сега на крај буквално и кога зборевме на Pandemonium радио шоу искочи приказната уствари каде све бил, што правил и тоа само му даде уште една димензија на целиот албум и уште од тогаш очекувањата ми беа дека онак имаме на вид една приказна бидејќи интересно е дека секој албум, иако ги има 3, секој албум на Isaiah му е, се чувствувам како да е камбек албум, кај што, но онака, дури на пример Силвија Демо искочи во 2014, The Sun's Tirade искочи во 2016 и на првата трака уствари го имаш моментот кај што Top Dog има voicemail од Top Dog кај што вели као поминаа 2,5 години кај си со албумов, као мислиш дека толку си добар, те молам снимај. И пак се случува тоа, као ова е уште еден reoccurrence онака на целата таа приказна каде што тој пак исчезнува, иде удлабокото кој што кажа, го нема толку долго време и се враќа со исто така еден извонреден проект, ама мене ми е многу добро бидејќи не е тоа што очекував, онака очекував некој сабстори за све тоа што правел, ама добив сосема друг оферинг, сосема друг вајб, онака го добивме Isaiah Rashad среќен, весел, со многу поинаков вајб кај што на одредени моменти си го кажува све тоа што минел и што поминал низ него, ама многу е посреќен, многу е по uplifting него ли тоа што очекував и тоа е многу добар квалитет бидејќи низ целата негова дискографија тоа се приметува. Стварно еден од ретките артисти што има вокалот му е во вид на текстура, би рекол, на самата трака и е многу добро, но тоа е многу ретка карактеристика што не многу луѓе може да се пофалат со неа. Мислам дека overall звукот и за неговата фанбаза беше прифатен бидејќи имаше некои чудни моменти. Прв чуден момент е онака Lay With Ya, каде што луѓе кој што беше и прв сингл за албумот, тоа беше првиот оферинг што го добивме, онака и си рековме, окей, што следи, ако ова е првиот сингл, што следи од албумот, дали ова ќе биде треп бенгери полн со Тенеси музика онака, 36 Mafia. Од слушањето на албумот е дека има многу саут елементи во него. Апсолутно, и има, бидејќи тој потекнува од Чатануга, ја искрено не го знаев тоа, го дознав буквално кога искочи самиот кавер стори за него. Така да, интересно е од каде све црпи, но интересно е и дека нема некое течение. Е концептуален албум, стварно збори и многу онака интроспективно и ретроспективно си влага сам во себе и си збори за своите демони, но не е, например, нема некоја линиарна сторија, туку имаш некако како поише колажи кои што на еден начин само се соединуваат и го креираат тој албум. И например, тоа ми се допаѓа за разлика кај што Дрейк само беа нафрлани песни. Овде може да звучат како нафрлани песни, но стварно можеш 3 пати, 4 пати да го преслушаш и да сватиш некоја поголема слика. Тоа е нешто што, например, го одвојува и затоа овој албум го издигнувам над другите, бидејќи Isaiah Rashad ми е еден од омилените артисти на денешницава и мислам дека тоа што го прави е безпрекорно. И мислам дека албумот го каже, многу е добро прифатен, има многу и дури мим моменти кај што на една песна онака завршува со мимс, на друга завршува со некој вајнс, онака чудни елементи кај што си велиш, окей, зошто го прави ова, ама интересно е. Дел од тие ствари, као збореше и на Твитер, кај што кој што рекол за вајни, за тие дека мислел дека она презима ризик некаков и на крај и имаше им негативни и позитивни, но некако барем ја тоа што видов е дека беа повеќе позитивни него ли негативни. Имаше критики дека не е тоа бидејќи стварно очекувањата беа високи, но мислам дека на крајот на денот извади албум кој што е достоинствен за неговата дискографија, дека не е нешто надворот од тоа, така да all in all мислам дека е тоа, си ги има сите елементи од претходните албуми, ја има истата енергија, го има истото флоу, тој рапав глас онака интересен кој што е познат за него и мислам дека е одличен албум кој што дефинитивно луѓе ако го немаат преслушано дека треба да го преслушаат. Со кои песни би препорачал да почнат за оние луѓе кои го немаат преслушано?
Па ако сакате да го препознаете она стакеро флоу по кој што Isaiah Rashad е познат, нека ја слушна трагата со Lil Uzi Vert Came Out Bussin', така да тоа е една Lay Witcha, бидејќи тоа таму потекнува, таму влече корени и би рекол Rest in Peace Young, онака каде што можеш да Headshots, сите Headshot ми беше мене. Headshots е една од најдобрите песни на целиот албум според мене. Тоа е уствари во целост, тоа е Isaiah Rashad. Headshots ако ја слушнеш, мислам дека во голем дел го знаеш Isaiah Rashad ко артист и кој е неговиот вајб. И уште еден албум што сакам да го спомнам и кој што ми остави впечаток е свежо искочен во многу близок период кој искочи Donda и CLB, односно една недела откако искочија двата. The Melodic Blue, Baby Kim, на Дрейко милениот артист за 2020 година, барем тоа се неговите зборови. И мислам дека е сосема оправдано. Не знам зошто е тоа така, не знам како стигна Baby Kim да биде омилениот артист на Дрейк. Многу ми е чудно бидејќи стварно се појави од нигде никаде. Буквално човекот има 2 албуми само извадено, од кои што едниот се смета како микстейп, биде од 2018. И мислам дека многу е интересно и не знам тоа дали е поттикнато од самиот факт дека Кендрик Ламар му е братучет и дека е овде да му помогне онака со музиката. И во моменти се чувствувам дека има стварно некои приливи онака и голем инфлуенс има од Кендрик, но тоа што го прави не верувам дека е во целост масло на Кендрик. Не знам зошто. Мислам дека е добар артист кој што заслужува. Знам дека има големи критики околу се до тоа, но мислам дека не си издржани од самиот факт дека си го прави. Не можеш ти да го правиш тоа 4 години веќе и да бидеш константен, да вадиш таква музика, енергична, чут, со многу јака продукција онака, каде што велат дека е, не знам, дека е Кендрик тоа. Не, ама и многу уникатен како артист и мислам дека и поради тоа толку се одвојува, онака човекот е или ти се свиѓа или не ти се свиѓа и кога ќе чуеш стилот препознатлив му и гласот, инструменталите, начинот на кој што пее и рапува, така да тоа го одвојува од другите. Дури нивото на бравадо што го има све тоа, мислам дека го прави многу да е посебен. И овде на The Melodic Blue стварно го покажува тоа, бидејќи овде има големи ризици кои што ги презема, но не се до тој степен кај што се make it or break it, онака стварно овде се гледа дека влага во води каде што пробува да биде поапилинг за другите луѓе, бидејќи тој стварно знае да биде нападен во неговата музика и онака и дерогативен да биде, да збори лоши работи. И овде е малце помек, би рекол, продукцијата е на моменти иста. Имаш големи фичерс ко Тревис Скот, го имаш Кендрик онака на 3 песни кај што се наоѓа. Имаш добри моменти на целиот албум, но од друга страна се гледа дека го игра по-безбедно, бидејќи сака стварно да има поголем апил, бидејќи веќе е дел од PG Lang колективот на Кендрик Ламар и тоа што го прави мислам дека е кон тој пат за да се спрема да биде следната звезда после Кендрик Ламар во тој рекорд лейбл или што и да е. Албумот кој албум има многу добри моменти. Прва песна, интрото, многу ми се свиѓа, Trademark USA, каде што збори за многу битни работи кои што се околу него. Има интересни моменти каде што продукцијата е потсеќа на старите ствари, па после имаш песни ко No Sense каде што пее и е некако попиш хит и онака поприфатлив за сите. Тоа и беше еден од сингловите за самиот албум за да го најави. И самиот албум го кажа, има многу мим моменти. Top of the morning. Тоа е многу добро. Не знам дали ги пратеше тие. Осетив дел од тие моменти, но многу интересно дека рапери во 2021 година мим културата сметаат за релевантна и ја користат во своите музика. И го поштувам тоа, бидејќи знаеш како, тоа не беше тој дури така го кажа дека измислиле нов јазик и на еден начин се натерале заедно со Кендрик да измислат нов јазик. Искрено не знам што значи тоа. За само за албумов, бидејќи креираат некои работи и од тука доаѓа и тоа Top of the Morning и мемето со SpongeBob и мемето од Фантано, што ја стартна целата таа работа, но тоа е сето добро за да има поголем апил кон луѓе, да се прошири до луѓе инаку што не би го чуле Baby Kim и така да ме радува дека The Melodic Blue е во форма кој што е, бидејќи е стварно добар репер за тоа што може да биде и тоа што бил, бидејќи стварно се гледа веќе дека има некоја прогресија во неговата музика. Има и лоши моменти на поп атемптика и што пробува да биде малце да пее поише да се отвара поише малце, да биде поконзервативен во неговите лирики,
но не е тоа за лоша, не го прави тоа за лошо. Нормално, кога артист сакаш секогаш да напредуваш напред и да секогаш и се повеќе и повеќе да се отвараш кон нова публика. Така да не го сметам тоа за лошо. Искрено по претходните албуми поише ми се свиѓаат неголи овој, барем ден денес може да е се уште свеж, но се надевам со тек на време ќе влезе во почеста ротација, но старите албуми се уште се во константна ротација кај мене. Orange Soda ми е неприкосновен хит онака, така да го нема тој момент на албумот, но мислам дека ќе во иднина и со следниот оферинг ќе се случи тоа. The Melodic Blue, и тоа го значи и опфаќа голем рейндж на емоции. Имаше интересно каде што песните кои што ги вадеше ко синглови беа со одредени ноти на бои, gradient кај што одредена боја означуваше одредено чувство и во самата песна. И тоа е многу добро бидејќи во The Melodic Blue го искажува тоа тажното, но на некој интересен, чуден негов хајпер звук. Не знам како да го опишам тоа и тоа ми се допаѓа бидејќи искрен во неговата музика. И знаеш како, мислам на крајот на денот легендарен момент секогаш ќе биде Family Ties и таква колаборација и таков настап од Кендрик Ламар, што ретко се случува онака. Ги има тие моменти, но го немало дамна и мило ми е дека се појави на друг албум, а не на Кендрик Ламар албум. Чекај малце, што е тоа што го прави толку легендарна таа трака, бидејќи ја прв пат кога ја слушнав као сингл најава за овој албум, добро, ајде да видиме што е ова. Ја шернаа многу луѓе на Инстаграм. Викам добро, ја пуштам, као прво битот ми звучи доста застарено, ми звучи некој пред 3-4 години, кој некој бит на сад не ми текнува као на You Met или All Day од Kanye, на нешто такво од пред 4-5 години со трубите. Не ми звучи свежо и траката ми е доста по хајпер или по напорна или по нападна од претходниот материјал од Baby Kim што го има слушнато и што ми се допаѓа. И тој впечаток ми е за целиот албум, ми е многу погласен, многу по in my face од другите, а мене баш оној laid back, chill, малце репетитивен и дури малце да не речам досаден, Baby Kim ми се свиѓа. На празни инструментали и многу поспоро. Да, овде продукцијата е сосема поразлична неголи на многу претходни моменти кај што има настапувано Baby Kim, но се слагам, ама од друга страна мене ми е легендарен дека онака има интересни моменти бидејќи Кендрик стварно го има, ја има таа страна кај него кај што е таков outgoing, кај што прави некој би рекол откачени работи кои што не се ако го чуеш To Pimp a Butterfly, не си велиш дека истиот артист ќе може да направи вакво нешто и ми е добро дека има таков дуалитет помеѓу тие работи. Затоа според мене е легендарен момент и ќе останам само на тоа бидејќи можеме да збориме до утре за тоа. Тебе ти уствари побитно дека Кендрик е гостување на фичер на друг голем албум од индустријата и се покажува како што се покажува. Апсолутно, дека му дава шараути бидејќи стварно е ретко за Кендрик да го направи тоа. И од тој момент мислам дека е тоа го прави онака по мене легендарно. Затоа би рекол Trademark USA и Pink Panties, Durek Activity со Travis Scott, феноменална песна и овде останува нормално Range Brothers и Family Ties двете колаборации со Кендрик онака што се феноменални според мене. Се на се солиден албум, јас го преслушав неколку пати, не го преслушав целодеднаш, бидејќи како што кажав ми е малце по напорен и нападен, но мислам дека е солиден албум и Baby Kim како артист сакам да слушам само што повеќе што има следно и да видиме како оди во својата кариера. Апсолутно, има 21 години и мислам дека е кариерата е пред него. Така да кажете ни кои ви се свијаат вас траки, што мислите за албумот? Мене ми е многу драг, стварно ми е еден од омилените албуми за летово, па така да кажете ни кои траки ви се снимаат, пишете ни во коментари за да чуеме и да развиеме некаква дискусија. Тоа мислам дека сакав да одделам време да зборам за тие три албуми, но дефинитивно не се единствените албуми кои што имаат искочено во 2021, посебно во летото. Ги има многу и има многу кои што имам работи да кажам за нив, но онака ќе ги напоменам, ќе оставам на луѓето да зборат и да ги чујат тие албуми, па да ни кажат што мислат за нив. Така да според мене онака како highlights освен тие три што ги зборевме до сега се Vince Staples, неговиот self-titled албум Vince Staples by Vince Staples, West Side Gun, Hitler Wears Hermes, осмицата, исто и Side B, два посебни албуми кои што дефинитивно заслужуваат да се слушнат. Овде ќе го напоменам Larry June, Orange Print, знам дека ти го преслуша. Еден од
да би рекол подобрите, поконцизните албуми од Лери Джун. Се уште си го тера тоа своето, се уште сме во летен мут, иако онака кај нас веќе доаѓа зима. On the West Coast, у LA, у Калифорнија, цело време летен мут и тој исто сликува во музиката на Лери Джун. Тоа е тоа што и усвари на сите им се свиѓа. За луѓе, знаеме дека онака certified pandemonium артист, но за луѓе што се уште не го знаат, Лери Джун мора да идете и да го проверете, има феноменална дискографија и стварно е мут за во било кое време од денот. Би рекол други албуми кои што сакам да ги спомнам се Boldy James и The Alchemist, Bo Jackson, исто нов албум, хип-хоп албум во правата смисла на зборот, бидејќи знаеме Alchemist што прави. Вреди да се слушне заедно со Westside Gun, мислам дека имаат она слична енергија и дури настапува Westside Gun гостува на тој албум, феноменален албум и уште еден IDK, You See For Yourself, имаше неколку добри моменти, но имам само една критика дека се повеќе и повеќе некако ми заликува на стар Кање. И тоа ме нервира, бидејќи е многу квалитетен артист, но има моменти кај што премногу наликува на Кање и тоа ме нервира бидејќи стварно гледам некоја можам да повлечам некоја корелација со него. Не знам дали имаш ти некое такво чувство дека Не ни го преслушав искрено, брат. Ги слушавме сингловите дека водевме радио, али кој за албумот мене ми е ептен Kanye еск онака. И не знам зошто, но ете, за подобро или за полошо тоа функционира за него. Би ја спомнал овде Little Sims, морам да ја напоменам, женски артист, феноменален артист. Симба се вика новиот албум, преслушајте го, феноменален, многу е позитивен, она блика со убава енергија, многу е топол и вреди да се чуе и да се дае онака. Само еден шараут за еден таков феноменален артист кој што доаѓа од UK сцената. И е доста поразличен од сите овие албуми кои ги наброја. Апсолутно. Влече, многу повеќе влече кон UK, кон сите корени, сите правци кои постојат на UK сцената последниве 50 години би рекол, од реге и од сите други подстилови кои живеат таму и самиот остров, самата Британија и Англија е многу поразлична од Америка. Дефинитивно. И тоа многу се осеќа музиката. Дефинитивно. И морам да се одјавам со една критика, со еден албум кој што тотално ме разочара и те разочара и тебе, а тоа е Goldlink, албумот Харам, кој што е најголемото разочарување за 2021 и мислам дека ќе остане да биде најголемото разочарување од многу повеќе причини, бидејќи е многу хаотичен, all over the place, е нешто што не очекував од Goldlink кој артист, го слушам исто многу оддамна, го пратам од The God Complex, од неговиот прв проект онака, и ме нервира дека иде навака, бидејќи стварно има огромен потенцијал да биде нешто изванредно, но ете. Брат, не знам што беше тоа, значи ја го симнав албумот, тоа беше негде почеток на летото, го симнав, го ставив на USB во кола. За жал, цело лето ми се пушташе погрешка на USB, онака си возам кола, си патувам некаде, ми се пушта албумот, ме вади од кожа. Значи толку хаотично, толку со пискања, со некои лоши звуци, некои чудни инструментали, без концепт, без ништо. Ништо, апсолутно. Ако Baby Kim ми беше in your face, ова е 10 пати по тоа. Онака многу лоша, убаво што го спомна, и ја би дал многу лоша критика за тој проект. Ти велам, Goldlink ми значи кој артист, но ова беше тотално разочарување и онака буквално ќе се замислам дали да пуштам следен албум кога ќе видам од него. Мора, тоа ќе се пушти, али... Ќе се пушти секако, ама до тој степен ме разочара кај што стварно онака сум разочаран од ми дае скроз друго мислење дека знае тоа некогаш и експерименталното до ту другу глава. Тоа беа најдобрите и најслушаните албуми летово за Activity. Фала ти Трече за деталниот опис. Фала ти тебе што ми дозволи да зборам толку за албумиве. Многу ми беше драго. Сега во следно видео ќе ги слушнеме твоите и ќе збориме за твоите топ 5 албуми. Знам дека имаме доста ствари да збориме. Така да останете со нас, ве молам, кажете ни што све преслушавте од ова, кои ви се омилени песни, да отвориме дискусија во коментари. Знаете дека сегаш сме отворени за да правиме муаве, така да во коментари ве чекаме, во очекуваме. Идеме до следно видео, Дарко? Да, пишете ни на Инста, се слушаме, се читаме, се гледаме следно видео, Pandemonium Radio, we out. Чао!